Уште пред да се зголеми квотата за влезна странска работна сила на македонскиот пазар на труд, велев дека тој процес во голем дел ќе биде неуспешен. Тоа и се потврди. Во изминатиот период бевме сведоци на бројни ичезнувања на странски работници кои најверојатно сега се во некоја од западноевропските земји и работат за 1500-2000 евра плата. За мене е доста парадоксално што дел од нашите работодавачи истрчаа да понудат платено сместување и храна на странските работници, а при тоа не им ни текна дека тие пари можат да ги дадат на домашните за зголемување на платите или плаќање на хранарина. Но истите тие работодавачи отсекогаш биле парадоксални. Пред 10-11 години, кога невработеноста беше над 25%, на работниците им дава ниски плати и им овозможува лоши услови за работа. При тоа, често користејќи ја онаа позната фраза: ако не ти одговара, оди си, ќе најдам друг работник. И ете, после една деценија, пазарот на труд во Македонија дојде до ситуација да се бараат 10.000 работници. Во агенцијата за вработување да се водат над 100.000 лица како невработени, а работодавачите да не можат да ги пополнат работните места. И после сето тоа, сега недостигот ќе го надоместуваат со странски работници, за кои реално нема ни стратегија како да се донесат. Како што забележавте, досега не ги спомнав работниците кои работат за Бехтел и Енка на коридорите 8 и 10D, а тоа е затоа што градежништвото е можеби една од ретките гранки која може да дозволи да донесе странски работници и добро да ги плати. Иако и таму има еден круцијален проблем: зголемувањето на работното време на 72 часа, кое Уставниот суд не го укина, иако имаше бројни реакции од македонските синдикати и од Европската конфедерација на синдикати, и истото е спротивно на конвенциите и стандардите на Меѓународната организација на труд. На крајот на краиштата, не знам колку на тие луѓе ќе им се исплати таа работа, особено летово, кога температурите ќе бидат плюс 40 степени. И да не заборавам, работодавачите кои сакаат да работат странски работници треба да поминат еден бирократски лавиринт од кој тешко се наоѓа излезот, па тоа ги демотивира воопшто да вработуваат. Да не бидам погрешно сватен, јас немам ништо против тоа во Македонија да работат странски работници, но сметам дека пред се и над се треба да бидат домашните. Велиме дека е потребно да се зголемуваат платите, но само со зголемувањето на платите нема да ги задржиме домашните работници, барем оние што останаа во земјата. Залудно ќе биде се ако не се сузбие системската корупција, која сите знаеме каква трагедија ни донесе. Токму корупцијата покрај нискиот економски стандард е една од најголемите причини за заминувањето на младите од државата. Тие одамна не се чувствуваат сигурни и безбедни, но откако се случи трагедијата во Кочани и излегува на видели на импликациите поради кои настанала, нивоата на несигурност и небезбедност кај нив многу повеќе се зголемија. За крај, морам да споменам неколку податоци. 12.000 луѓе се иселуваат на годишно ниво од Македонија. 40% од квалификуваните работници според Светска банка се веќе заминати во странство. Македонија е рангирана меѓу топ 10 земји каде што има најголеми стапки на иселување.